А во овој момент стартува пресконференцијата на државниот јавен обвинител Љупчо Куцевски поврзан со истрагата за онкологија. Се вклучуваме во живот пресконференцијата. Констатирани и во извештајот на Државниот завод за ревизија во врска со работењето на таа клиника. Пред истрагата и истрагата беа обемни и тешки, со огромен број действија и сложени вештачења, кои ни беа неопходни за во целост да ги испитаме сите факти и околности. Затоа, најпрво би сакал да се заблагодарам на трпението пред се на пациентите на клиниката за онкологија, на кои од самиот почеток им ветивме одговори, но секако и на целата јавност, бидејќи речиси и не постои семејство во нашата држава кое не е засегнато со работата на оваа здравствена установа на директен или индиректен начин. Недвосмислено, веројатно најголем број предизвик беше да се обезбедат медицинските вештачења, бидејќи во нашата држава немаше вешто лице или институција кој би можело непристрасно да ги изврши. Од тие причини, за да се обезбеди непристрасност на постапката, обвинителството се обрати и успеа да обезбеди две медицински вештачења, едното од Република Србија и другото од Република Словенија, кои се однесуваат на различни сегменти од лекувањето на пациентите на онкологија. Тука би се заблагодарил особено на словенечките и на српските експерти, кои со своето стручно знаење практично го потврдија она што беше сомнение од почеток на овој предмет. Од сите прегледани медицински истории од техничките советници на истрагата, 65 истории на онколошки пациенти беа издвоени, испратени и анализирани од експертите. Во висок процент од нив, согласно мислењата на вештите лица од струката и од Словенија и од Србија, терапијата не била давана онака како што предвидуваат протоколите за лекување на овие болести. Дополнително, истрагата обезбеди докази кои ги потврдуваат основаните сомненија дека на клиниката за онкологија се вршеле злоупотреби и проневери, особено со скапата биолошка терапија. Се ова опфатено во обвинението, за кои ќе оставам да ве информираат подетално обвинителите од Скопското обвинителство, каде се водеше и предметот. Меѓутоа, сакам да укажам на две работи. Првата е да ги уверам на пациентите дека и покрај констатираните кривични дела, за кои иницииравме судска постапка, на клиниката за онкологија работат и честни професионалци кои си знаат работата и во кои треба да се има довера. Задачата на обвинителството е да ги гони сите оние за кои постои сомнение дека со незаконити действија свесно или несвесно го загрозиле животот на пациентите и редовното функционирање на клиниката. Тоа ќе продолжиме да го правиме доколку се обезбедат докази и секој што постапува незаконито, особено во вршењето на нешто што треба да биде исклучително благородна професија, ќе биде изведен пред лицето на правдата. Уште еднаш ќе нагласам дека и додека траеше истрагата на клиниката за онкологија се воведуваа определени промени во начинот на одобрување на терапиите со цел да се подобри контролата на тој систем и да се отстранат системските слабости кои овозможуваат злоупотреби. Во таа насока надлежните институции мора итно да продолжат. И втората клучна порака е дека овој предмет мора да биде лекција за сите надлежни и одговорни
да се зафатат со унапредување на протоколите и на правилата и прописите за работа на сите здравствени установи. Предметот онкологија е особено медицинските вештачења од двете земји со кои години претходно сме биле дел од единствениот здравствен систем, за жал покажуваат дека кај нас состојбите во здравството континуирано се влошувале. Тоа навистина предизвикува недоверба на пациентите во системот на ефикасна здравствена заштита и мора итно да се работи за таа доверба да се врати. Во однос на одредени други детали околу обвинението и околу постапката ќе оставам на основното јавно обвинителство Скопје и јавниот обвинител кој што... Ова беше делот пресконференцијата на државниот јавен обвинител Љупчо Куцевски, поврзана со истрагата за онкологија. Многу повеќе детали на оваа тема пренесуваме во вестите во 16 часот.